Во општините од истокот ќе се градат водоводи и канализации за 3 милиони евра. Најголем и највреден е проектот во Кочени за одвојување на фекалната од атмосферската канализација. Завршени се краците на улицата Страшоер Бабче, завршен е кракот на улицата Роза Петрова, завршен е кракот на улицата Тодосија Паунов, заедно со сите пристапни на сите овие главни краци. Сега се работи на кракот на улицата Асно и ќе се заврши уште улицата 14 бригада. Во Винички Блатец во тек се работите за комплетно поставување на водоводна мрежа. Проектот е вреден некаде околу 8 милиони денари и треба да покрие реконструкција на 70% од водоводната мрежа во село Блатец. Меѓутоа, во меѓувреме успеавме да обезбедиме средства и за останатите 30% преку Бирото за рамномерен регионален развој. Средствата се одобрени и очекуваме во наредниот период да отпочне и реконструкција на останатите 30% на оваа водоводна мрежа, која што е изградена некаде 70-75 година. Значи многу за тоа што до сега имавме над 60% загуба на вода од резерварите. И здравствената безбедност е многу подобро сега со новите цевки што се стават. За нас жители тоа убава работа, менјат линијата. Тоа убаво, поубаво, здравје. За Штип приоритет е населбата Караорман. До крајот на годината, некаде почетокот на другата година, Караорман ќе добие канализација. Канализацијата ќе биде во должина од 5 километри, ќе учини 400.000 евра. Ова ќе го изведува јавното претпријатие ИСАР, ќе биде финансирано од општината и со ова некаде 350 куќи или 1500 жители ќе добијат канализација. Со пари од државата, нови водоводни и канализациони мрежи ќе се градат уште во 4 други општини од регионот. Во Пробишти, во јуни ќе почне процес за подобрување на системот за водоснабдување, а во октомври и ноември изградба на водоводната мрежа и канализација. Во Свети Николе и Пекчево, во септември и октомври започнува изградбата на канализациони мрежи. Во Берово, во јуни и јули отпочнуваме со изградба на дел од главен колектор за викенд на селбата Беровско езеро, а во август и септември со изградба на водоводна мрежа за село Ратево. Реконструкција на водоводната и канализациона мрежа ќе опфати вкупно 10 километри, а со неа ќе бидат опфатени 7 од 11 општини од регионот.